Добро, директорот Бобан кажа отприлика што се случуваше во месец јули, што очекуваме да се случува, јас ќе кажам. Очекуваме да се случува рекордна борба и безусловна борба со криминалот, кој што за жал се случувал во минатото многу. Сакам да кажам дека преку таа борба и резултатите со таа борба, ние практично очекуваме поголеми приливи во самиот буџет. Преку тие приливи во самиот буџет, ние ќе можеме да одвоиме повеќе средства за капитални инвестиции, за сите оние реформи кои што планираме да ги работиме. Нема повеќе да биде по принципот како до сега. Самите овие бројки тоа го кажуваат. Царинската управа е значаен сегмент и многу важен столб за стабилноста и борбата против криминалот и корупцијата и недозволената трговија, би рекол. И затоа ќе имаат мојата поддршка и очекувам исклучително сериозни резултати. Ако некој мисли дека ќе биде како до сега, сериозно се лаже. И тоа треба сите да го знаат. И оние службеници во Царинската управа кои што се на граничните премини, оние кои што се дел од мобилните тимови, но и оние кои што се одека во оваа управна зграда. Ако мислат дека имаат право да работат надвор од законот само затоа што се дел од овој систем, се лажат. Жестоко ќе бидат казнати. Ќе бидат фатени, ќе бидат изведени пред лицето на правдата и ќе бидат жестоко казнати. И тука нема ниту политичка, ниту етничка, ниту верска припадност. Треба на сите да им е јасно. Јас додека предводам владата, ова е принципот на работа. Тој ден кога јас нема да предводам владата, тогаш тие кои што ќе ја предводат нека работат како што мислат дека треба. Доколку на некој овој принцип не му се допаѓа, слободно може да си бара друга работа или да си бара друго чаре, што би рекле нашите поискусни. Мора да важи законот за секого. И тука ќе повторам, нема политичка, етничка или верска припадност. Законот мора да важи на целата територија за секого. Секој кој што ќе биде фатен, без разлика дали тој ќе биде Дебар или Делчево, Куманово или Гевгелија, лично јас ви гарантирам дека ќе биде изведен пред лицето на правдата. Нема право никој да го краде народот. Нема право никој да ја краде државата, нема никој право да нанесува штета на единината на оние кои што треба нас да не настават. Затоа јас уште еднашка и на Бобан, но и на тимот, но и на луѓето вработени овде во Царинската управа им честитам за резултатите што ги постигнаа во јули. Иако можете да видите од бројките дека не е тоа баш така како што кажува опозицијата, но морам да кажам дека тоа не е доволно и дека очекувам уште пожестока борба со сите оние корумпирани сегменти, малку се тие, отприлика ги имаме лоцирано овде во Царинската управа, малкумина се тие, борба со нив, се додека целосно правдата не биде задоволена. Еве, јас тука ќе завршам, доколку имате прашања, ви ставам на располагање. Најрегуларно значи кривична одговорност за сите кои што нема да работат според прописите, меѓутоа дали ќе има одговорност, може би тоа што го најавите и пред изборието дека ќе одговарат кривично сите тие поранешни функционери на поранешната влада, дали биле тие од СДСМ, нели рековте дека ќе има одговорност за сите. Сега, например, дали имате правите некоја ревизија на работата на одредени функционери, ако може да објавите имиња. И второто ми е, претходно спомнавте дека за дестабилизација на државата работате на мала група на луѓе со милионски суми, и се да го повтори вашиот заменик, господин Меджити, кој што спомна дека со црни пари, одредена група со црни пари. Значи, имате ли информација за што станува збор, за каква група, за какви пари? Првото прашање, очекувам дека некаде до средината на септември месец ќе заврши целосната транзиција во рамките на институциите, но на ниво во кој што е одговорна владата. Понатаму, раководните лица во тие институции, претпоставувам, вертикално надоле ќе го продолжат тој процес. Но она ниво кое што зависи од самата влада,
ценам дека некаде средината на септември ќе заврши, што значи дека за отприлика 3 месеци, помалку од 3 месеци од како избрана оваа влада, тој прв круг на транзиција би требало да заврши и очекувам од сите тие кои што ќе бидат дел од тие институции, прво да ги стабилизираат институциите, а попатно додека ги стабилизираат институциите, очекувам да направат сериозна ревизија и анализа на тоа што се случувало во минатото по принципот како до сега. До сега располагаме со сериозни индиции за незаконско работење во многу институции. Но внимаваме, сакаме да обезбедиме озбилни цврсти докази, не сакаме да оставиме простор за било какво толкување дека тоа е политичка хајка кон некого. Не сакаме да одиме чекор напред, чекор назад, па потоа во јавноста да има мислење дека еве се договорија и овие се исти како и претходните, го апсија, направија спектакл, па за 3 дена го пуштија, тука има вака, има така, не сакаме така. Еве во време на техничката влада видовте како документиран беше еден случај каде што беа, би рекол, осомничени и приведени еден врховен судија, односно судија кој што е дел од Врховниот суд и еден председател на Советот на јавни обвинители. И полека имаме признавање на вина, спогодување со, што значи дека акцијата била подкрепена со докази. Не сакаме ние да правиме од ова спектакли, театри, како што тоа го правеше претходната влада. Се ќе биде во рамките на резолуциите, човековите права и подкрепено со докази. Затоа малку внимателно ќе го водиме овој процес. Јас знам дека огромен дел од граѓаните сакаат да видат одговорност за болката која што им е нанесена изминативе 7 години, а во некои случаи и повеќе од 20 години, но ве молам за трпение, да бидеме внимателни, сакаме тоа да биде се подкрепено со докази. Не сакаме докази цврсти, каде што нема да има простор за толкување, каде што правдата ќе биде јасно испорачена без спектакли. Без спектакли, како што тоа беше во минатото. Не сакаме никого да понижуваме, не сме ние тука никого да понижуваме, ние сме тука да обезбедиме владење на правото. И законот да важи за сите подеднакво на целата територија на Македонија. Што се однесува, се уште не можем во интерес на истрагата, да не правиме реално шоу од работата на владата, не сакаме. Сакаме конкретно да излегуваме пред вас медиумите, сепак вие сте гласот помеѓу нас и јавност. Што се однесува до второто ваше прашање, а тоа е поврзано со индициите, индици имаме за елементи кои што располагаат со огромни милионски суми на пари. Дел од нив се и високи функционери во поранешни влади и кои што се обидуваат да мобилизираат луѓе на терен, во најголемиот дел да манипулираат и она што мене посебно ме загрижува, се обидуваат да провоцираат етнички конфликт. Односно да ја дестабилизираат меѓуетничката хармонија во Македонија. Тоа е она кој што најмногу ме вознемирува, бидејќи сваќаат дека на друг начин тие не можат да мобилизираат луѓе. И сега единствениот начин е да испровоцираат ваков тип на конфликт. Тоа нема да го дозволиме. Апелирам и до јавноста, и до медиумите, и до граѓаните да се воздржат од било какви провокации, да ги игнорираат. Порано или подоцна, сторителите на овој тип на провокации ќе одговараат. Но ве молам сега да го задржиме сите трпението. Македонија треба да се консолидира. Индикаторите во јули се одлични и во Царинската управа, и во управата за јавни приходи, еве уште неколку податоци споделив, патарините и така натаму. Тоа значи дека слободниот пат е сопрен. Сега треба полека да ја вратиме состојбата на некоја нула, па за да можеме после да си развиваме државата. Ние сме фокусирани на тоа. Не сме фокусирани на реални шоуа, не сме фокусирани на спектакли, благовремено јавноста ќе биде информирана буквално за секоја постапка на оваа влада. Ние сакаме Македонија да ја развиваме онака како што заслужува да биде развиена. Каков е вашиот план за незавршените објекти од Скопје 2014? Што планирате да преземете сега, затоа што во наследство добивте десетина згради кои што се недовршени или не се пуштени во употреба? Благодарам на прашањето и навистина тоа е прашање кое што мене лично многу ме
ме засега како човек роден во Скопје, израснат тука и навистина е тоа премногу грдо онака како што изгледа сега, незавршено и недовршено. И барам начин, за голем дел од тие објекти бараме начин како да ги завршиме. Јас за вкусовите не сакам да дискутирам, можеби некој има одреден правец во уметноста кој што му се допаѓа, некој има друг правец во уметноста кој што му се допаѓа, можеби мене тоа што не ми се допаѓа, некому друг му се допаѓа, но јас сум љубител на модерниот стил и би сакал сите тие згради и објекти кои што вие ги споменавте да бидат час поскоро завршени, само за да не огрдат лицето на главниот град, бидејќи се заборавени до сега. Во ребалансот не се предвидени пари за довршување на тие згради оваа година. Дали ќе предвидат пари наредна година? И дали тоа значи дека ќе го напуштите парапниот? Не се предвидени од проста причина што се уште анализираме да видиме каков е правниот статус, бидејќи дел од тие објекти се и приватни инвестиции. Сега не можеме ние како држава и тие приватни објекти да ги санираме, но секако со инвеститорите би сакале да разговараме, да работиме, да тоа се заврши, да видиме што можеме да помогнеме. Навистина, прочитав еден податок дека бројот на туристи кај нас се зголемен за 11% испоредено во минатата година, додека читам во околината, оние традиционално интензивни туристички држави имаат намален број на туристи оваа година, во некои државите и до 20-25%. Специјална политика сакаме со туризмот, многу скоро денеска еден нов пристап ќе објавиме во месец септември, потоа очекуваме сето тоа да почне да функционира со неколку чартери на ден од март, бидејќи многу е важно да имаме јасна промоција на туристичките капацитети кои што ги нудиме како држава. И за тоа биде комплетно и да биде убаво, ние мораме ова што е оставено незавршено да го завршиме. Откако ќе завршиме таа анализа, бидете сигурни дека веќе во буџетот за следната година тоа што е работа на државата ќе биде завршено. Дали ќе го напуштиме, тоа треба да кажат стручните лица, архитектите. Ќе повторам, доколку е тоа возможно, јас сум љубител на модерноста. Премиере, кратко само по жалба на обвинителството, како што дознава, сакам да кажам, денеска тројца суди од кривичен му дава ефективен притвор на Герим Рамадани за да не побегне. Истиот е најавен дека ќе му се дава тоа мерка и више не е во Македонија, е побегнат, а предходно вашиот заменик Меджити Арбен Таравари по Фейсбук се пофалија дека го ослободија. Како го ги коментирате овие наводи? Не сум слушнал дека се пофалиле дека го ослободиле. Во Фейсбук имаат напишано неколку статуси. Не сум слушнал за такво нешто. Не сум ни прочитал, морам да бидам искрен. Можеби, ако тоа го толкувате, дека доскоро, ако не се лажам, беше во куќен притвор. Да. Или би требало да биде во куќен притвор. Учај беше во куќен притвор, денеска или вчера е побегнат од куќен притвор, како изворите кажува дека е во Косово, но не се знае. Јас не знам сега какви се изворите, но сакам само да дадам одговор, ќе се надоврзете, но да речеме, ние имаме лице кое што е бегалец од правдата, осудено, и кој што е обвинет за случајот Монструм и кој што се наоѓа во Косово, во затвор, зашто осуден на 24 годишна казна. И кога ја отвориме оваа тема и кога разговараме на оваа тема со нашите соседи, тие велат ние не можеме да го екстрадираме бидејќи тој извршува казна од 24 години во Косово, бидејќи таму извршил уште едно кривично дело, односно усмртил лице и затоа е осуден. Јас не би ги коментирал судските одлуки, какви се тие и што се тие, да почекаме да видиме обвинителството и судовите да се признесат, па дори потоа можеме да даваме коментари, вие најчесто во јавноста, ние сепак политичарите треба, не сме ние ниту суди, ниту обвинители, ние можеме да сработиме ако се истражни органи во прашање случај и тој да го доставиме до надлежните органи во случајот правосудните. Две прашања се надоврзам претходно на колегата, како би влијаела сега на односите со Србија, бидејќи бара да се екстрадира. И второто прашање ми е во однос на скопските градоначалници кои што вчера најавија дека до владата ќе достават писмено барање за да се назначи владин повереник и да се подземе ингеренцијата на јавните предпријатија комунална хигиена и паркови зеленило. Докаде е таа работа и дали може да очекуваме дека ќе им се одземат ингеренциите и ќе се доделат тие на скопските општини сами?
Поврзано со првиот случај како тоа ќе влие врз односите со Србија, ние како држава и како влада сакаме да градиме добрососедски односи со сите соседи, без исклучок. Дали е тоа Бугарија, Грција, Албанија, Косово или Србија. И тука не треба да имате никаква дилема. Ова што се случува во нашиот правосуден систем само е уште еден чекор кон тоа повеќе да се потребни ние промени за кои што јас цело време апелирам и изборувам. Едноставно 2% доверба кај граѓаните резултираат со вакви многу прашања и дилеми. Зошто тоа се случува, како тоа се случува, кој тоа носи таму одлуки, зошто се носат вакви одлуки, зошто некој бега, зошто некој друг не бега и така натаму, и така натаму. Така што ова е уште една причина повеќе да ние почнеме конечно да се занимаваме со реформите во судско-обвинителскиот систем во кај нас мислам како држава и сите оние кои што се повторно ќе кажам идеи кои што имаат намера да бидат доставени до владата од страна на експерти, меѓународната заедница, еве до крајот на овој месец слободно нека ги достават, понатаму ќе мораме ние како влада да преземеме мерки и да почнеме да ги реализираме реформите за кои што нас граѓаните во суштина не гласаат. Второто прашање беше поврзано со градоначалниците во Скопје. Не е тајна дека имаме многу проблеми во процесот на управување со администрацијата во градот Скопје. Градоначалниците се собраа, разговараа, дискутираа и така натаму. Јас навистина не можам ништо друго да кажам освен тоа дека ние сме како влада подготвени да ги решаваме сите проблеми кои што се реалност. И граѓаните не очекуваат, како да кажам, префрлање на вината. Не сте вие виновни, тие се виновни, во ред. Ние видовме, тие не чинеа, на 8 мај имаше избори, граѓаните си го дадоа својот суд и гласа за оваа коалиција предводена од ВМРО-ДПМН. И ние сакаме тоа да го решаваме. Тоа што најголемиот дел од градоначалниците во градот Скопје и општините во градот Скопје се од ВМРО-ДПМН е една причина повеќе. Тие излегоа, побараа, ние дадовме разумен рок градот конечно да се зафати со решавање на проблемите, да влезат во процес на решавање на проблемите, тоа што го очекуваат граѓаните. Доколку тоа во тој разумен рок не се случи, ние мораме да превземеме дејство. Ние не можеме како влада да бидеме неми и да гледаме како градот се гуши во ѓубре, како имаме расипани автобуси на секој чекор, како 17 пати се менуваат директори по јавни предпријатија и така натаму, улиците, булеварите ни се со дупки, не се реконструират, не се прави ништо. Ние мораме да преземеме нешто, бидејќи тие граѓани нас ни дале довербата и ние мораме тоа да го оправдаме. Затоа во разумен рок очекувам градот конечно да почне да си работи работата. И ова нема никаква врска со политичките недоразбирања кои што ние ги имавме со градоначалничката Данела Арсовска, кои што, еве, после толку време, јавноста може да види дека сите оние наши тврдења за кои што сме збореле се вистините. Ама кој е разумен рок? Не ли мислите дека веќе е помината границата? Па мислам, да, ако ме прашате како човек, мислам дека е помината границата, многу одамна е помината границата. Жалам што досега претходната влада ги толерираше оваа, би рекол, акутна неспособност и веќе размислуваме како влада да отпочнеме процес, но ајде еве да не бидеме осудени од јавноста дека ние сега еве станавме влада, па ајде сега ќе преземаме или ќе ги одземаме ингеренциите, затоа велиме еве имате разумен рок, ве молиме, решете ги работите. Премиере, две прашања. Да. Првото прашање е кога владата ќе донесе одлука или законски измени со кои што ќе се забрани сечата на уништените дрва во пожарите оваа година? Тоа ми е првото прашање. Кога државата ќе донесе? Кога владата ќе донесете одлука, препорака, законски измени за да се забрани сечата на дрва уништени во пожари оваа година? Има закон кој што е функционален и со дивата сеча, но и со регуларната. И тоа се планови кои што ги прави предпријатието Национални шуми. Тоа што тоа предпријатие беше оставено 4-5 месеци да не добиваат плата вработените, тоа е еден проблем кој што со ребалансот го реши. Вториот проблем е со
тоа што таму по систематизација треба да имате околу 400 до 500 дрвосечачи, а таму реално оперативни немате ни 30. Бидејќи сите овие кои што треба да бидат дрвосечачи во меѓувреме станале администрација. Тоа е втор проблем, кој што новото раководство и директорот го имаат како проблеми кои што треба да се занимават. Трет проблем е што сето она кое што треба да биде логистика, посебно во процесот на справување со пожарите, како што се хеликоптери, летала, опрема која што е потребна, не постоела. Не постоела и 10 јули кога почна сето ова, ние буквално во тој момент немавме оперативно летало, не само воздухоплови, туку и хеликоптери и луѓе кои што нивки ги управуваат, бидејќи беа во пензија. Прво што направивме, на итна владина седница, луѓето што се во пензија ги вративме назад, за да може да ги управуваат воздухопловите, а со технички зафати ги успособивме и денеска имаме 3 оперативни ер-трактори и 3 оперативни хеликоптери, кои што ние како држава со која што располагаме. Во меѓувреме на 2 пати го активиравме ЕУ механизмот за помош, во неколку наврати ни државите од Европската унија ни излегуваат со помош, со хеликоптери, со разни летала. До сега беа оперативни 2 ер-трактори кои што дојде од Кипар, кои што заминаа вчера, 2 ер-трактори кои што беа од Германија, кои што ќе заминат денеска. Имавме бригада пожарникари од Унгарија, кои што со возилата помага во гаснењето на пожарот во Македонски Брод. Потоа имавме 2 хеликоптери кои што дојдоа од Унгарија, еден од Будимпешта, другиот од Сараево, од Словенија, од Србија имавме неколку ер-трактори од Турција, така што правиме се што е во наша моќ оваа затекната ситуација да ја нивелираме. На последната седница на владата донесовме одлука за парична помош, односно за вореден трансфер на средства потребни за гаснење на пожарите до Центарот за управување со кризи околу 10,5 милиони денари и до Дирекцијата за заштита и спасување 41 милион денари. Што се вкупно 56 милиони денари итно што можеме како влада да ги пренасочиме. Така што правиме со оваа затекната ситуација невозможни работи и работата е под контрола. Работата е под контрола. Исто така донесовме одлука, откако сето ова ќе заврши, кога ќе се справиме со огнената стихија, која што морам да кажам, се сомневам дека е случајна, да имаме по 40 пожари секој ден, кои што ни се случуваат, 40 пожари, не може никој да ме убеди дека се случајни. Или рекордни 650 во јули за 21 ден, или рекордни 66 на 29 јули. Не може никој да ме убеди дека сето ова е случајно. Но тоа е што е, ние мораме да се занимаваме со потребата да го решаваме ова. Не можеме да очајуваме и да кукаме сега да викаме тешка е работа. Правиме се што можеме и како влада и благодарност до сите оние луѓе на терен што прават се што можат како луѓе на терен да се справат со огнената стихија. Апелирам до граѓаните. Ве молам да не влегуваме во процес во кој што може некој да настрада. Тоа е неповратен процес и тука нема цена која што може да го врати изгубениот живот на еден човек. Посебно апелирам за оние граѓани кои што сакаат да се вклучат доброволно во справување со огнената стихија која што е на планината Галичица. Таму има многу оставено воена опрема, но и експлозивен материјал кој што датира дури од времето на Првата светска војна. И заради тоа се тие експлозивни направи. Може да се случи да бидат детонирани и некој човек да го изгуби својот живот и тоа е процес неповратен. Нискостеблестата шума, грмушките и тревата ќе порасне, но човекот нема да го вратиме. Затоа ги молам да оставиме луѓето кои што се вешти, обучени за оваа работа да се справат. Знам дека изгледа страотно, знам секоја вечер да се бајле во координација со луѓето и не само таму и насекаде. И благодарност уште еднашка за сето тоа што го прават, но ве молам, нема цена со која што загубениот човечки живот ќе можеме да го вратиме. И конечно да поентирам долгиот одговор накратко, се што треба ќе направиме откако ќе се справиме со огнената стихија. Дајте прво да се справиме затоа што очекуваме дека ова ќе потрае богами до крајот на месец август, а можеби и прогнозите си септември. Прашањето ми беше затоа што тие уништени дрва потоа се користат во комерцијални цели. Верувате дека тоа нема да се случи. Овој пат тоа нема да се случи, еве го имате мојот збор.
Второто прашање ми е, се извинувам, второто прашање ми е Вие со право правите реминисценција на пожарите од 2021 година, посебно во делот на Малешевијата и Пијанец, кои што завршија во некој од стовариштата и со право имате грижа и ја оправдувам, но во овој случај тоа нема да се случи. Со оглед дека во септември ќе ставите подпис на планот за развој за да бидат достапни 700 милиони евра за проекти, се уште стоите на ставот дека ќе ги распуштите совет на обвинители и сте за распуштање совет обвинители и судски совет, тоа не иде едно со друго. Подписот и распуштањето не се заедно. Што ќе биде? Не, ај вака, одговорот да го подадам во два дела. Првиот дел е, ние мораме како влада да ги почитуваме важечките закони и устав. И тоа не треба да имаме дилема. Некој тоа може би му се допаѓа, некој не, но ние мораме тоа да го правиме. И ние тоа го правиме во одговорот на прашалникот. Благодарам на јавноста што ја третира оваа тема, бидејќи на тој начин само се зголемува потребата од реформи во судството. Така што нашиот став и на кој што ќе обстоиме е да направиме нешто, оваа доверба од 2% да биде поголема. Да биде барем 12 за почеток. Еве да веруваме, ќе ни се случуваат вакви работи, да ни бегаат луѓе и така натаму и така натаму. Еве да направиме нешто со кое што таа доверба ќе ја зголеми. И јас велам, ние во нашата програма имавме позиција, излеговме на избори, добивме половина милион скоро гласови. И јас тука морам да се држам. Но во ред, во јавноста се отвори дебата, подготвен сум со луѓето кои што имаат предлози, наместо на медиуми да дојдат, да оствариме состанок и да разговараме. И да понудат нешто со кое што довербата во судско-обвинителскиот систем ќе биде повеќе од 2%. Очено молам, дојдете да направиме нешто. Зашто? Ке повторам, станувам досаден. Без владење на право, без сигурност во правосудниот систем, нема да има економија, нема да има инвестиции. Без економија и инвестиции нема пари во буџет. Ако нема пари во буџет, нема пари ниту за вас, ниту за поисоки плати, ниту за добро образование, ниту за квалитетно здравство, ниту за субвенции за земјоделците, ниту за ништо ќе нема. Затоа ни е тоа потребно. Еве, сакам да направам нешто како прв човек во владата, со кое што ќе имаме трајна вредност за сите нас и за оние кои доаѓаат по нас. Немаме концесија кон никого, немаме намера никого да ослободуваме, да носиме закони, да враќаме, да бркаме или не знам што. Сакаме да направиме добро за државата. Господине Мицковски, дали има проширување на позитивната листа на лекови и уште едно прашање, дали вие како политичка партија, како ВМРО-ДПМН во собранието се откажувате од балансија? Да, првото прашање поврзано со позитивната листа на лекови кој што Фондот за здравствено осигурување ја објавува, можам да кажам со задоволство дека бев информиран од страна на директорот дека таа ќе биде проширена со 8 нови лекови кои што до сега не беа на пазарот и со која што ќе им се заштеди на осигураниците до 2 милиона евра, лекови кои што до сега тие ги плаќа и ценам дека ова е после подолго време прво освежување на оваа листа во насока на додадена вредност за здравствените осигуреници. Јас ја поздравувам и честитам и очекувам во иднина уште повеќе да се проширува со тоа што ќе се стави фокус на објективноста, а не на привилегирани семени веледрогерии кои што изминативе децении го исцицаа здравствениот систем и практично го доведоа здравствениот систем ваков каков што е, со триплирани вредности на медицински апарати, лекови и така натаму, и сега сакаат на тоа огромни суми на камати на грбот на граѓаните да спечелат, па блокираат здравствени установи и така натаму и така натаму. Секе испитаме, секе истражиме. Но ја поздравувам одлуката на директорот за фондот и само така треба да се продолжи да се работи за еден интерес, тој е интересот на граѓаните и пациентите. Немаме друг интерес. Поврзано со второто прашање, напротив, нашиот став не е став на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Кога ќе го отворите скрининг извештајот, ќе видите дека тоа е став на Европската унија. Ако сакаме ние да правиме реформи, зашто самата Европска унија вели дека треба да правите реформи, тогаш едно од реформите е и ова, во која што тие велат дека времето на балансерот измина бидејќи бил предмет на многу злоупотреби во минатото. Посебно во декларирањето на етничката припадност на граѓаните овде.
И тоа не е став на ВМРО, став на Вреди, став на ЗНАМ, на СДСМ, ДУ или не знам на било која политичка партија. Тоа е став на Европската унија. Сакаме да одиме таму или не сакаме се? Ако сакаме да одиме таму, тогаш треба понекогаш да ја прифатиме и таа работа која што можеме да ја прифатиме, а тоа во случајот е балансерот. Односно да се направат реформи и да нема. Тоа е политиката која што треба да ја водиме. Ако не сакаме, тоа е друга работа. Треба да кажеме. Кога треба да се менува име, кога треба да се ставаат овие во устав и они и така натаму, тогаш нема проблем, сме за Европа. Но кога не треба тоа, кога треба нешто друго да се прави, тогаш не бива работа. Тогаш не може така. Тогаш што е комисијата? Тогаш што е комисијата во собрание? Комисијата во собрание е комисија која што треба да ја гледа правичната застапеност. Правичната застапеност и под правична застапеност вие немате само етничка, имате и родова. Односно полова, да бидам по-прецизен, да не се заглавам во родовите политики на некои претходници. Премиера, вчера имавте средба со компанијата Lidl и на таа средба било истакнато дека компанијата гледала проблеми во претходните преговори. Што значи тоа, какви се проблемите, може ли да се одложи влезовна таа инвестиција во насока на тие проблеми? Видете, компанијата е тука присутна веќе повеќе години. Од тоа што ни беше презентирано, околу повеќе од 100 милиони евра веќе се инвестирани. И наша цел е, од процентот кој што ни беше представен, дека ќе бидат застапени македонски производи на рафтовите на компанијата, тој процент да дојде многу скоро до 50%. Сега не би зборувал кој е тој процент, но е далеку од тоа што ние го очекуваме како влада. Ние очекуваме минимум 50% таму да има производи македонски на тие рафтови, од македонски компании. И извозот кој што е сега добар е, да речеме, има нагорен тренд, се дуплира, очекуваат од неколку стотини илјади евра во 22-та, на 2,5 милиона во 23-та, сега 24-та, 25-та, 5-6 милиони евра да биде извоз на производи од македонски компании во Lidl маркетите на секаде во Европа, да биде зголемен, да биде 10, 50, зашто да не и 100. И ценам дека доколку се сака, се може. И очекувам дека македонските производители заедно со раководството на компанијата Lidl ќе работат во насока на постигнување на квалитетот, на нормите кои што ги побарува компанијата за цена која што е прифатлива за македонските граѓани. И јас ги охрабрувам, а ние како влада, се што е во наша моќ, ние ќе испорачаме без посредници, без провизии, без дај ми нешто вака, така, па јас го знам овој, па го знам оној во таа општина, ќе ве завршам работата. Такви работи нема да имаат. Повеќе такви пречки ќе немаат. Ние како влада застануваме и секој оној кој што до сега мислел дека е некаков си посредник за олеснување со некого, ќе мора да бара друга работа. Премиер, за крај да се вратиме кај најавите за дестабилизација, коментира Туи, од кај велат дека ова најава е само војна на пештерки, со која владата сака да ги покрива неговите неуспеси. Како го коментирате? Па видете сега, неуспеси. Ние, откако сме влада 52 дена, што направивме? Влада која што има доверба речиси од 2/3 пратеници во парламентот, влада која што успеа да го реструктурира законот за влада, односно имаме ново уредување на владиниот кабинет, влада во која што се консолидира наплатата на даноци, 40% имаме зголемена наплата на управата за јавни приходи, 20% на царинската управа, 10% на патарините. Оваа влада, бидејќи бележи неуспеси, само 100 милиона има повеќе во буџетот споредено со таа што бележиш успеси од лани. Оваа нивнава влада, што не бркала вештерки, само сега оваа влада не игра фудбалчиња во канцеларии, работи. Тоа е разликата. Додиме понатаму. Донесе закон со кој што веќе нема дуализам во здравството. Нема дуализам во здравството, имаме едно лице кое што е одговорно, нема повеќе јас сум одговарам на Речица, ја одговарам на Струмица, ја одговарам на Бихачка. Така нема, дека се работи координирано, заеднички, во навистина еден добар дух. Направивме ребаланс, со кој што обезбедивме повеќе од милиарда денари за земјоделците, повеќе од 5 милиарди денари за пензионерите, изголемивме пензиите, пари за младите,
Ова се средства кои што недостасуваа во буџетот. Обезбедивме 350 милиони денари плата за вработените во национални шуми, во водостопанство. Оваа влада во овој период од овие 52 дена направи работи кои што можеби овие успешниве за 520 дена не успеваа да ги направат. И се додека тие не критикуваат, значи на добар пат сме. На добар пат сме. Верувате дека сме на добар пат и мене тоа ме мотивира. Колку повеќе тие критикуваат, ние треба повеќе да работиме. Ви благодарам. Да имате убав ден.